Нова тема со соговорник во студиото 3 на Македонската телевизија, за која што сум сигурна дека многу размислуваат сите родители кои во овој период од годината се подготвуваат за пат и летен одмор со своите деца. Подготовката за летен одмор бара прецизно пакување. Од една страна да се спакува облека, ние мајките многу често пакуваме за сите 4 годишни времиња. Од друга страна да се подготви онаа патна аптека со сите лекови кои што за не дај Боже би ни биле потребни со дечињата. Што подразбира патот со мало дете? Како да се организираме и што се ни е најнеопходно. На оваа тема разговараме со педијатарот доктор Ангел Чандоновски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре најдов и преубава тема за разговор баш токму во овој период. Да, нели? Ќе почнеме од почеток. Патувањето со мало дете предизвик за секој родител. Не секое дете може да издржи патување па и 2 часа. Ајде да започнеме од најосновното. Како да ги подготвиме децата за пат без ние да доживееме енормно голем стрес? Апсолутно веќе е големо искуство. Како да кажам дека ние како родители знаеме како да се подготвиме, но сепак насоките од нас стручните лица треба да бидат на прво место. Дека првично детето треба да биде аклиматизирано, односно точно да знаеме со која температура ќе патуваме нели во автомобилот до дестинацијата, дека попатно треба да има одредени паузи нормално заради детето, не заради нас. Се сме ние навикнати така натаму, истренирани сме, имали возила без клими, сега веќе климата е како составен дел на секој автомобил. Она што е битно дека температурата треба да биде пријатна за патување, треба да има рехидрација на тој организам, затоа зашто треба постојано нели да е со течности и така натаму за да се стигне до одредена дестинација. Што е битно да треба да знаеме дека кај зависно и од возраста нели на детето, нормално треба да знаеме дека тоа дете постојано треба да биде под наш надзор, односно буквално да знаеме дека кога треба да се даде течност, кога треба да се дадат одредени суплементи за неговото патување. Не сите деца се еднакви, некои може да го издржат патот, некои не може толку да го издржуваат патот. Токму заради тоа и реков дека попатните паузи се многу битни за било какво патување. Тоа е оној дел во кој што ние може да кажеме дека тоа е подготовка или дел од патувањето кој што ние треба да стигнеме од одредена дестинација. Родителите кои имаат бебе, верувам дека се пред голема дилема што да одберат за првиот одмор. Вода или планина? Која е препораката на педијатрите? Секако дека педијатрите ќе кажат дека водата е многу битна работа, дека токму и заради тонусот на мускулатурата на детето, токму и заради раздвижувањето, токму на природна средина што треба да ја почувствува детето, дека треба да биде нели водена средина, каде што ние буквално ќе направиме раздвижување на сите нели мускули и делот на составниот локомоторен систем кај детето. Она што е битно и треба да го знаеме дека тоа бебенце треба да биде со сите оние пропратни работи кои што се препорачани од нивниот педијатар, односно нели составниот дел, дали тоа е исхраната, дали е тоа сето она како суплементација која што мора да ја прима и така натаму, но сепак тие дестинации кои што нудат доста поголеми температури, за разлика од да кажеме планината и планинските места каде што има пониски температури, треба да знаат дека основната работа на секој млад организам е рехидрирањето, односно доволно примање на течности и доволно примање на сите оние работи кои што се пропратен дел и составен дел на неговиот потребен суплементарен дел од денот. Дел од родителите ќе сакаат да носат и храна за своите дечиња, особено важен е транспортот на храната. Како треба да го организираме овој момент? Транспортот на храната да се држиме до упатствата, или она што го има баш буквално во препораките како ние да ја транспортираме храната, нели порано знаеме и дека и нашите родители ги носеа фриждерчињата постојано и беа на некој начин задржани сите оние услови за да храната стигне безбедно до одредената дестинација. Исто тоа го препорачувам и сега, тоа не е нешто воопшто да кажеме на некој начин или сменето, но една е многу битна работа, се знае дека одредени продукти кои што ги носиме за нашето бебе, буквално нели овој случај кога говориме за бебињата, за децата веќе нешто повеќе по-друго и знаеме што треба да биде носено, дека препораката што е на самото упатство од страна нели на производителот дека треба да биде испочитуван. Знаеме дека тоа треба да биде пренесено во ладни услови или оној ладен ланец, сега да не говориме за други теми, дека ладен ланец мора да биде испочитуван до местото на одредиште, таму да биде правилно нели складиран. Зависно колку трае и одморот,
зависно кај изнесуваме таа храна, зависно таа храна како се користи, треба да бидат испочитувани препораките од производител. Кога станува збор пак за облеката, ако некој може да преживее, зборувам за родителите со 5-6 парчиња облека, за децата вообичаено се подготвува за сите 4 годишни времења. Што се ни е најнеопходно, докторе, во поглед на облеката, а да го спакуваме во еден куфар? Ајде, јас ќе кажам барем отворено дека кога станува збор за летниот одмор, децата апсолутно имам потреба од облека. Да. Освен она потребна облека која кажеме нели купаќите и така натаму кои што нели се составен дел, маичката за вечерните часови, јас мислам дека дето треба да биде толку слободно, толку комодно, толку прилагодено на сите услови кои што ги нуди нели летниот период, да може и самиот организам и самата кожа како најголем орган во детскиот и човечкиот организам да функционира правилно. Не треба децата да ги облекуваме узврат, нели како што се вика, него треба да бидат токму слободни заради движењето, заради примањето на витамин Д, заради сончевите зраци кои што постојано треба да бидат примани. Ние знаеме дека сме и држава која што има највеќе сончеви во поново време, не знам како ќе испаднат статистиките, но дека сме држава која што има многу сончеви денови, дека тие сончевите денови допринесуваат да ние баш буквално во Македонија немаме толку недостаток на витамин Д, но она што е битно дека секој дете треба да биде комотно облечено и дека облеката токму во одредени периоди кои што треба, например ноќните часови и така натаму, кој ќе заладува во одреден, зависно од кај се наоѓаме, дека тогаш треба да бидат малку по-облечени, да не настанат основните настинки или некоја вироза која што може секој да се јави. Треба да знаеме дека во 90% од случаите настанува вироза, ама тука ќе кажам и дека составниот дел на аптеката која што треба да ја носиме ние на нашето патување, треба да бидат пробиотиците, треба да биде активниот јаглен, треба да бидат сите оние средства кои што се против убоди на комарци, инсекти и така натаму, вклучувајќи ги и препаратите кои што се антихистаминици, да ги имаме со нас. Нормално и она што се вика фактор заштита за против сончевите зраци, да знаеме дека во малите возрасти треба да биде застапено да е тоа ПСК, во помалите возрасти. Тука сакам да се задржиме. УВ индексот 8 е денеска, барем според најавите на управата за хидрометеоролошки работи. Тоа е сериозно. Тука се крива алармот генерално во поглед на заштитата и за возрастните, не само за децата. 50 споменавте, треба да е факторот. Дали треба да бидат децата постојано намачкани? Вака се И дали со едно мачкање се поминува денот? И тука е дилемата голема. Се зависно колку пати тоа детенце ќе биде присутно на ниво контакт со вода. Добро. Знаеме дека водата, поготово солената вода, го отстранува тој заштитен фактор со кој ќе бидат намачкани. Модерно време, знаеме дека постојат креми кои што содржат заштитен индекс од 50. Буквално дека на некој начин ќе бидат заштитени, да се разбереме, треба да внимаваме кај дечињата на кои што кожата е доста по-бела, кажеме дека тие се поосетливи на сончевите зраци, да не дојде до одреден момент на горење на таа кожа. Знаеме дека децата ако постојано се во игра и се наоѓаат на плажата и така натаму, дека треба да бидат постојано намачкани или заштитени, но сепак треба да внимаваме дека тој и да го знаеме сето тоа дека тој фактор се отстранува по извесен период, дали е тоа ради потта, дали е тоа заради водата и така натаму, ние треба да внимаваме и да си ги заштитиме своите деца. Јас знам дека УВ зрачењето е многу силно, треба да внимаваме на пигментните невуси кои што постојат кај децата, тоа се бемките и така натаму, за да не дојде до нивно изложување, нивно изгорување и така натаму, па да не дојде, не дај Боже, до некоја си промена. Ја споменавте патната аптека. Треба ли, ако ги мачкаме со фактор, постојано да бидат намачкани со препарати кои штитат од убоди од инсекти, а ги има најразлични на пазарот? Зависно во кој место се наоѓаме, дали тој места се заштитени, односно дератизирани во овој случај од комарците, односно од инсектите и така натаму. Во периодот кој што ни предстои, сметам дека веќе заради самите води, заради процесот на постоење на таков фактор кај што се наоѓаат, многу држави нема таква заштита, зависно каде да идеме на одмор, но сепак ќе кажам дека во вечерните часови, кога може да се изложи тој организам, да е послободен и така натаму, да има места кај што да се користи репелент, кој што ќе ги заштити од убодите од инсекти. Кој е оној знак кога
сега зборуваме за не дај Боже или она опција во случај на болест, кој е знак кој што треба да има доволен аларм на родителите да поидат на лекар. Генерално основните препораки ги знаеме и знаеме како да ги чуваме своите деца, носиме ташнички секогаш за прва помош. Треба да знаеме дека и осигурувањето не е неопходно, бидејќи одењето на одмор без здравствено осигурување знае да чини многу. Така. Јас ќе кажам дека тоа е реален факт дека кога треба да се обрне внимание или кога треба да се појави едно детенце на лекар, сме го збореле доста пати, сме го говореле и слободно ќе кажам дека доколку има презистирачка температура која што не спаѓа неколку дена, нели во случај бидејќи сме на море и така натаму, тогаш треба да се јавиме нели на и покрај давањето на антипиретиците, не доаѓа до падна температура, навистина треба да се обратиме на лекар заради одредена, нели да кажеме некоја фактор промена која што може да постои во другите држави, не само и кај нас, него и во другите држави. Ние веќе станавме веќе реалност дека и кај нас постојат одредени, да кажеме, болести за кои што можеби не сме знаеле, но сепак кај децата треба да бидеме внимателни дека постоењето на одредени, да кажеме, инфективни заболувања, веќе таму треба на некој начин веднаш да делуваме и да го однесеме нашето дете на лекар, каде што ќе се утврди дали станува збор за тоа или не е станува збор за тоа. Искрено речено дека она што го спомнавте дека е задолжителен момент да се носат и осигурањата, токму ќе ни помогне бидејќи знаеме дека лекарите во другите држави чинат многу повеќе него во нашата држава. Споминавте дека хидрирањето е неопходно до патот до дестинацијата, потребно е секако и за време на престојот во туристичката дестинација. Не секогаш децата покажуваат дека им се потребни течности, а ние многу често сакајќи да ги хидрираме, подметнуваме сокчиња. Така. Јас пак ќе кажам, модерно време, нели као да ги избегнуваме сите оние сокчиња кои што се со додаден шеќер, не со природен шеќер, но сепак треба ние да сме како аларм на дечињата и постојано да гледаме да тие нешто се напијат и така натаму. Не секој пат тие чувствуваат нели потреба, токму нели поради фактот јас сум против нели користењето на телефонијата и така натаму и екранизацијата која што нели ќе имаме тема за да говориме за тоа. Ќе кажам дека навистина треба и ние да сме внимателни и постојано ги тераме да се рехидрира. Тоа не е само неопходно за нив, тоа е и потребно и за нас, бидејќи да, имаме клима во самиот автомобил, но треба да знаеме дека постојано нели се губат течности, таа температура променлива е зависно од регион во кој што ќе се најдеме. Така да треба да бидеме упорни, треба да се дава нели давање на течности, треба да биде постојано. Дали на дечињата кои цицаат и се на мајчино млеко потребни им се дополнителни течности? Ја мислам дека во тој случај мајката постојано е позади во автомобилот кога го става своето дете, детето ќе си побара нели града за да може да се напие и да се рехидрира, бидејќи бебињата па се на тој момент чувствителни и не треба ние сами да ги тераме, тие точно знаат кога да бидат и да си го побарат она што им е неопходно за разлика од децата кои што се во одредена возраст. И како за крај никако ние родителите да се подготвиме и да се поштедиме од стрес, бидејќи вообичаено патувањето со деца е се само не годишен одмор за родителот. Јас ќе кажам дека психички и психолошки треба да бидеме подготвени и да се подготвиме за тој период колкав и да е, нели колку и да трае, и треба да избереме секој пат дестинации во кои што нудат, да кажеме, поголема ширина и опфатност каде што може да ги гледаме своите деца, за да сме посветени и да делуваме како семејство. Ова се сите прашања кои што генерално некаде подсвесно и јас како родител ги поставувам. Дали се ова единствените прашања кои што ви ги поставуваат вас пациентите кога доаѓаат пред одмор или има уште нешто што треба да знаат? Не, има и многу други прашања, само не е тема нели на разговор баш токму во ова утро, а буквално беше темата за да се како да се подготват за ова и убаво што ги опфатиме сите тие теми, кои се неопходните работи, што треба да содржи една аптека за на одмор, дали треба да се рехидрира, дали треба да се избегнува сонцето или не треба да се избегнува сонцето, дали треба да бидат комотни и така натаму. Јас ќе кажам дека ние како родители веќе покрај медиумите и сето она што ни е достапно за да можеме да го прочитаме, советите од лекарите се секој пат потребни. Она е битно дека треба да знаеме дека детето треба да го почувствуваме, да го надгледуваме и еден составен дел од целата задача дека одморот нуди заедништво во семејството. Тоа е најбитно. И подолбано од врските подеднакво помеѓу таткото и мајката за да почувствуваат и двајцата одмор. Се слага. Благодарам, докторе, за гостувањето во утринската програма. Секако има многу теми кои ќе ги отвориме и во периодот кој што следува. Благодарам. Апсолутно, мислам дека и со школската година ќе има потреби за да разговараме многу битни теми. Благодарам уште еднаш.